Владата решила да скине каде што е најтенко. Синдикатите бесни откако владата излезе со план со препораки 30% од администрацијата да работи од дома, но за пониска плата. Особен револт предизвика намерата да се преговара за нови колективни договори со полоши услови или пак со законски измени да се ревидираат платите на службениците надолу. Синдикатите реагираат дека во услови на поскапувања, наместо да се седне на маса за поголеми, на крај ќе добијат и пониски плати. Тие ќе треба да утврдуваат кој, како и кога ќе почне тоа ротирање за работа од дома, без прето да се спомне дека вработените кои ќе работат од дома ќе имаат повеќе трошоци, повеќе сметки за плаќање, бидејќи сами ќе треба да се греат, сами ќе треба да плаќаат интернет во корист на работодавачот и така натаму и така натаму. Ако се намалат платите на вработените што се во референтска категорија, те ќе имаат помала плата од минималната плата. Препораките за штедење вклучуваат 20% заштеди со тоа што на вработените во безбедносните структури како МВР, АНБ и Агенцијата за разузнавање да не им се плаќа за прекувремена работа, туку да добиваат слободни денови. Од синдикатот на полицијата велат дека основната плата на полицајците е пониска од минималната, па ако овие совети станат реалност, тие значително ќе осиромашат. Манипулации со пишување на прекувремени часови правеле раководителите, а не оние кои навистина работеле 12 па дури и до 24 часа непрекинато. Ако се откажеме од личниците, од бадемите, од така натаму што секојдневно се јадат во кабинетите на сите нели министер, заменик и директори и така натаму, верувате дека ако се откажеме од прекомерното трошење на гориво, што секојдневно се злоупотребува со службените возила, верувате дека тоа ќе биде многу поефективно отколку да се скратат, како да кажам, прекувремените часови или на обичниот работник, мислам. Верувате, платата е премногу мала, ниска, да се оди на скратење овие веќе тешки моменти. Гневни се и вработените во културата. Од синдикатот велат дека овој предлог е убиство за синдикатите во земјава. Велат дека ќе застанат цврсто против секој обид за кратење на платите во овој сектор. Би седнале на преговарачка маса за нов колективен договор, но тоа никако не смее да значи пониски примања. Ако владата ги замрзне колективните договори и се обиде со законски измени да ги скрати платите, ќе најде на револт на работниците. Подпишување на нов колективен договор не прифаќаме со намалени права од сегашниот колективен договор. Значи, подпишување на нов колективен договор со подобрување на правата на вработените во културата. Владата сака да ги ревидира платите на службениците надолу, но се уште не ја презентираше најавената нова методологија за пресметка на плати. Нова методологија ќе има и за платите на функционерите, но без да се прецизира дали тоа ќе значи намалување на нивните примања. Инаку, ако голем дел од службениците останат да работат од дома, синдикатите негодуваат дека граѓаните и фирмите потешко и побавно ќе ги добиваат потребните услуги, дозволи, лиценци и слично.